Добро. Неделава што за нас се појавија информации во медиумите за два случаи во кои непосредно повторно е вмешано Министерството за внатрешни работи. Едниот беа информациите на ТВ Шења од обдукцијата за некои од убиените во Диво населје, од водачите на вооружената група, кои наводно сугерирале дека тие биле убиени откако претходно биле уапсени. Дали имате вие вакви информации и дали планирате да е повторно да ја обновите истрагата? Вашиот претходник беше против да има меѓународна истрага, но останаа многу нерасчистени околности за целиот случај во кој, да подсетиме, загинаа 8 полицајци, десетици беа тешко повредени. Една од многу тешките работи што му се случија на Министерството за внатрешни работи е трагичниот настан во Куманово. Тоа е една огромна трагедија не само за Министерството, туку воопшто и за Република Македонија. Замислете, имате 8 загинати полицајци, значи 8 семејства, имате десетици ранети, во таа акција 30 и неколку, кои што исто така и за нив тоа представува сериозна трагедија на задување за нивното семејство. Случувањата во Куманово се трагедија и за самиот град Куманово, трагедија за Република Македонија, трагедија за тоа што се покажа дека некаде најверојатно системот не функционирал во тој дел, што сме дојдени во една таква ситуација. И навистина овој случај ја тангира и домашната и меѓународната јавност. Има голем интерес што е тоа што се случило навистина. Се појавуваат разни, апсолутно, тоа сакам да го кажам, извештајот на Европската унија го третира, се појавуваат разни информации, шпекулации во овој дел, и иако е покрената постапка во делот на обвинителството на Република Македонија, за кое што се води истрага, каков е ставот на СДСМ, на партијата која што јас доаѓам во однос на обвинителството е позната. Е познато. Јас ќе направам се што можам да направам во рамките на Министерството за да дојдеме до одредени информации и податоци кои што може да помогнат во делот на овој случај. Тоа е сериозен случај кој што ќе треба да се сериозно испита, да се разреши.